80 гласа во собранието за поддршка на договорот од Преспа представуваат историска пресвртница и го отвораат патот за европска иднина за Македонија и македонскиот народ. Американскиот заменик помошник државен секретар Метју Палмер на пресконференција со премиерот Зоран Заев порача дека на патот кон европската и евроатлантската интеграција Македонија може да смета на поддршката на Соединетите американски држави. Пред македонскиот народ и македонските политички лидери сакам да нагласам дека како што се движите напред кон зачленување во НАТО и отварање преговори за зачленување во Европската унија и на крајот за членувањето во Европската унија, македонскиот народ, македонските лидери може да сметаат на помошта од Соединените американски држави. Премиерот Заев пак посочи дека средбата со Палмер доаѓа во исклучително важен момент за Македонија, како што рече само неколку дена по големиот исчекор кон иднината направен во собранието. Се согласивме дека одлуката на 80 пратеници во парламентот има историско значење. Таа одлука на пратениците и од позицијата и од опозицијата да се отвори постапката за уставните измени со цел да се реализира договорот од Преспа, уште еднаш ја потврди евроатлантската опредалба за иднината на нашата земја. Палмер оствари средба и со шефот на дипломатијата Никола Димитров, со министерката за правда Рената Децковска и со лидерите на најголемите албански партии. Со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и со претседателот Иванов не се видел, но тоа само по себе не значило дека е некаква порака, туку како што потенцираше при секоја посета треба да се направи распоред на времето како најдобро да се искористи. Јас сум разговарал детално со господинот Мицковски, тој испрати писмо кое што јас внимателно го прочитав каде ги изнесува ставовите на ВМРО ДПМН. Се сретнав и со многу членови на македонскиот парламент, вклучително и членови од парламентот од ВМРО ДПМН. Инаку Палмер на средбите со државниот врв дискутирали за реформската агенда на земјата, при што била истакната неопходноста од посилна борба против корупцијата, како и измените на законите со цел да се зајакнат и гарантираат независноста, самостојноста и непристрасноста на судството.